Благодарам. Цел ден ве слушам сите до еден, излегувате на говорница и ако нешто не престанува во мене да се јавува, тоа е чувството на изненадување, како и 7 години така се однесувавте и продолжите да се однесувате, а имавте сериозни државни функции, да секој едно излагање ве биде базирано на брутална одвратна лага. Од прво до последно. Такви бевте како власт, такви сте како опозиција. И сметате дека сте многу проникливи во вашата намера да работиме до 2, до 3, да помине општата расправа, зашто реално немате ништо што да кажете, и да дојдете до амандманите и таму да се обидете да креирате политика од кочани. Ама со оглед дека не сте толку како што се правите паметни, и таа намера е пресретната и со нетрпение ве чекаме во амандманската расправа еден по еден. Ке ви го покажуваме вашето вистинско лице пред граѓаните. И со оглед дека таква тема ја користите за такви работи, ете да помогнеме, ние да се најдеме, 9 од тука беа поранешни министри. И вие, без исклучок сите, освен Даниела и може би уште еден, бевте високи функционери во владата. И нема подобра реклама за ВМРО ДПМН кога вие излегувате и тука беседите за економија, за безбедност, за земјоделие, но знаете што е индикативно во оваа општа расправа? Ниту еден од вас не зборуваше за својот ресор. Ниту еден од вас. Еве јас да ве прашам за вашиот ресор. Како е возможно за 12 месеци 80-90 милиони денари плюс да има наплата на даноци, на патарење и така натака? Ајде да зборуваме за капитални инвестиции. Може ли да излезете тука и да ми кажете за кој проект нема обезбедено дополнителни финанси? Тоа кажете ми. Господи Лукаревска, еден пат не завршивте вие. 4 автопати се градат во моментов. Дали постои одредена ставка што е скратена? Не постои таква ставка. Еден пат не завршивте. 250 милиони денари повеќе за градинки. 386% повеќе за доопремување на здравствени установи. 307 милиони денари повеќе за локални патишта. 307 милиони денари за набавка на автобуси. Зашто такви инсинуации од оваа говорница што мене воопшто не ми пречат? Но во ред, вие сте одлучиле така да правите. Просек раст на бруто домашен производ во вашето владење, нешто повеќе над 1%. 3 квартали поред на 3% имаме раст. 10.000 луѓе имаме повеќе вработено. Имаме план за раст, за вработување, за сите тие оние работи кои што треба да се помогнат за граѓаните. Сега вие зборувате, ајде ќе отидеме до амандманската расправа да помогнеме на кочан. Еве директно ќе ви кажам. Знаете која е мојата омилена ставка во буџетот? За казнено поправните установи, односно за вработените, 24 милиони денари плюс. Знаете зошто? Зашто имаме намера да градиме нов затвор. Знаете зошто? Затоа што тие кои што претходно ги управува институциите се заборавија од крадење. Немојте да имате толку кратко помнење, немојте да го понижувате овој народ. Овој народ многу добро памти што направивте кога бевте на власт и продолжете само вака да се однесувате. И уште еднаш порака директно до вас и до вашата пратеничка група. Од понеделник почнува амандманската расправа. Еден по еден амандман ќе им објаснуваме на граѓаните како вие луѓе лицемерно не направивте ништо за нив, а сега тука прикажувате лажна грижа за истите тие проекти. Благодарам.